Сега е најтешкиот дел. Треба да го земам брат, кој се крие цело време. Брат, кај си ти? И веќе знае дека нешто се случува. Види. Колигња. Кај си ти? Ој, не ќе плаш. Не сака да вози. Иначе во комбе многу сака. Држи. Држам. Да, брат. Не сакаш да возиш, ти знаеме. Ете, така. Спремна, мачка. Ќе возиме маце. Ајде, братот, еве го, у куферче. Ова ни е се што имаме тука. А Марк, зашто иде со цвекиња, не знам. Денеска идеме со цела фамилија на Источна Македонија. Сите комплет у камперванот, мали брат, мама, тато и јас и ќе истражуваме. А у селото 100% ќе видиме змии. Не знам зошто ја земам струја, но за секој случај ако нешто ни текне да отидеме до Љубаниште кампот, да видиме што ќе се случува. Ова ни треба. Бидејќи цела Европа ги користи овие вака големи месотри, кај нас не се прифатени, па мора да имаме обична, па полна вода моментов. Гаси вода, Марк! Гаси вода, брат! На другата страна врти! Марк, гаси! Добро. Поплава. Кај си бе ти? Брат не сака да патува. Не, уствари не сака почетоци на патување, после се навикнува нема гајле. А сега да ги отпакуваме најбитните работи. Цела камера опрема. Ова е главниот објектив, најголемиот. Вака тука дојде. Еден дрон, ова е главниот дрон. Джойстик. Зашто носам шмиргла, не знам тука. Камерата. Ајде тука. Овој прозор ни се зезна, веќе не држи. Еве гледате, вака мора да го држиме, бидејќи, види. Паѓа. Овие изгледа не држат. Прво направиш джунг и си стои вака. Сега си паѓа. Не знам што може да е проблемот, ако некој знае нека каже. Некој знае како да помогне, нека помогне. А ова ни е скарата од Скопско. Ѓавол и пол тежи. Ајде да излевадиме комбето. Јауч. Чекај вака. Океј. Чанг. О, кај е закачено? Така. Еј колку е спарно луѓе време овој. Вие што ви го гледате ова? Правам муабет за 25 мај, да знаете само. Толку е тешко некако спарно, Е сега, ова патување ќе биде источна и источно-јужниот дел од Македонија. Застанавме на Окта и треба рил да снимаме, така да уште не сме тргнати од Скопје. Полека. Мачето е тука, сега не е стрес, нема многу стресови. Така, брате? Малце уплашен, затоа што сега чистат прозори. Тоа му е страшно малце. Така, брате? Страшно ти е? Шетка наша. На патарина стално ми е различно. Некогаш ми наплаќа како за возило, некогаш како возило со приголка. Значи кој како му иде. Значи ја не знам како може вака да функционира. Прв пат одиме на кампинг во овој дел. Таму има и езеро, над него Тошница лейк. Дали се гледаш што играме? Ова уствари земавме од Flying Tiger. И многу добра работа, многу мало е. И дрвено е, квалитетно, супер е. Се е дрвено. Дури овие топчиња. Мама за која ќе видат? Во Крива Паланка прават големи згради. Колку е квадрат овдека? Се разбира, гутнав патот, требало на друга страна да се сврти, но сега чекаме малце тука. Леле, каква природа! Каква? Најубава. Преубава! Брат? Прекрасна! Брат, едва чека да... Прекрасна, многу убава, преубава. Брат, ке пасе треба тука. Да. Да, многу, јас сум овца. Барањи. Патот е тесен и скоро сме до граница со Србија. Се е карпи овдека. Еве сме во село Метежево. Само ова го видовме. Куќаркава. Гледам некои куќарки таму. Се враќаме назад од ова село, патот доаѓа скоро до граница и после прекинува, но проблемот е што цело време оди по косата страна од планината, значи не иде над неа и не можеш да начекаш добро место каде што можеш да се паркираш да кампуваш. И е само пат и нема ни место за застанување, нема ни место за вртење на возилото. Така да се враќаме, одиме да најдеме друга локација бидејќи овдека не е совршено. Опа, проблем на патот. Бум бам бум бам. Бам бум бам бум. Гледам едно место, со многу убав поглед, но многу е
лошо за поминување. Оваа патека е за камиончиња и трактори. Но ако го поминам овој дел, доаѓам овде. Ево овде е веќе убавина луѓе. Гледате го, многу јако. Само овој дел треба да се помине тука. Ево. Ќе поминуваме? Да. Комбете и тука ќе стене. Ќе пробаме. Ајде, комбе. Дале го кај дупки се. Таму треба да возам и тука. Ајде сега. А? Вау. Види ги цвекиња. Ова е луѓе. Лудило, стварно. Ја ќе збирам, ја ќе да бирам цвеќиња. Ќе ми береш цвекиња? Што е ова? Вау. Сега треба да најдеме порамно место, ама тука по... Некако, гледаш, таму е многу вода има. Каде? Да. Таму вода. Назад, мислам дека беше. Тоа ги завраќаш? Чекај да видам сега. Дали е тука окей прво? Окей, рамно е. Видете го ова луѓе. Заглавивме, жени. О, no. О, no. Заглавивме многу. Гледайте. Многу е мокро. И надоле сме. Пепел. Само трактор не вади тука. Еве кај заглавивме, колку длабоко, нема шанси вака искачања тука са, многу сме длабоки. Пепел. Ако ги издиша малку гумите, се мислев да ги дишам гумите, изгледа пумпата сум ја заборил. Драгане. Шансите се нула. Да облечам гумена чизма. Си правам ломовие. Моите? Are yours. Дај ми ги тогаш. Знаеш, некојаш не иде. А сега се зарадувавме колку убаво место, а толку убаво цела недела ќе седиме тука. Додека не дојде трактор. Не, додека не се исуши тоа. Среќа преска месо купив, така да имаме месо да јадеме. Не. Уште ова ми фалеше да спаднам. Ајде пробаме сега. Нека се сушат овие. Не бе, гледај што е тука бе. Ајде ќе пробаме. Малце рикварц, малце напред. Можеме да вртиме, овдека не е толку мокро, помокро. Ајде ќе пробам малце. Хај. Чуста. Не бе, нема шанси. Нема теоретски шанси. Прска само. Да ги издиша малце. Не бе, џабе. Џабе! Не бе, ова нема шанси да се извади. И овде исто. Знам дека џабе пробувам се било што. Овдека само влечење со трактор не спасува. Но што да не пробам? Ајде, име со лопата. А со оваа лопата што е само за какање, шансите се многу мали. Пуна е вода. Која црна лопата, не може се скрчи лопата. Заглавени до уши. Ај какво искачење, гледам дека
20 сантима сум длабок влезен. Има шанси да искочи тоа. Без разлика дали ќе ги издишам гумите. За 2 секунди ископа толку многу, зашто се такви се големи крампони. Може малиот брат да го повреше на тука? Доле? А подценка сака малиот братче, ќе тепик да ставиме. Ева, можеме тука. Најакото е што возиме цел ден, да дојдеме до тука и така суморивме, но добро е што земавме месо, што сме опремени со јадење за ако не решиме ситуацијава утре. Имаме стекче за денес, ќе го правиме на скара, мајсторов ќе ја прави. Само сонце нека пече што повеќе ако може да суши. Има шанси? Не знам. Нема шанси како. Значи, не, најадокото дека за 3 дена треба да видиме во Гевгелија. Така да имаме 3 дена да ова да исуши и да можеме да тргнеме. Кажете колку сме фенси. Многу сме фенси. Многу сме фенси денеска. Имаме таму во шума што работи. Бујково е моментално на таа страна. Ќе најдеме начин. Што збориш? Фала ти, ајде. Чао, чао. Значи сега зборам со Ивица. Вика, чекај ќе се јавам одма, имам таму екипа некој што, не знам нешто, Еко Лайф, нешто што работа тука. Вика ќе дојдат, имаат они механизација, ама ќе те потекнат назад. Така да, ајде ќе видиме дали тоа ќе успее сега ги чекаме. Во меѓувреме ако можеме да јадеме малце. Брат, тие гајдете. Вина. А добро, тука ќе застанеме било каде. И таму може, не. Тука на пат. Не, секаде е тука суво. Само ние го најдовме овој како успеав до таму да дом, не знаме. Него овој пат како што оди вака, натаму таму е скроз суво. Да се протнам од овдека, ќе изминем ги спотија нозеве. Тука овдека да не заглавам. Не, ова е суво. Тука вам, таму е милина. Таму е топ. Суво. А натаму може да се качуваме. Да, таква е и се влага десно од горе кога се спушташ надоле, се влага десно. Се спуштав, да, се спуштав и тука влегов. Ајде, чао. Ајде, чао. Тука имало и чешма за вода. Вика оваа дека се пие, а ние и онака немаме вода. Значи чичкото на пат, а една мама до крај со стекчињата. Офлеле, овие се убајна. Само мислам дека е грешка, не треба да ставаме тука многу зејтин. Џонче, за ова не треба да се става зејтин или олив оил, шо и да е. Не знам, сега ја и Маркова правевме, не стававме ништо и се направи топ. Таково е некако не Знам дека не се лепи, ама мислам дека, не знам, зашо да не? Па така мислам, зашто така некако да им е многу. Ќе направиме врапчи. Леле, само да не заврне, гледате ги облациве. Ама мислам дека до таму се не носат многу вие дошт. Леле, немој, уште тоа ни фали дошт сега. Ако слушам тракторот, само да го пречекам чичкото, со чизми тешко да се трча. Ете го. Кај отиде чичко? Кај отиде чичо? Јао. Ја па голу шума. Кај отиде чичо? Абе, не знамо таму ќе влезеш. Ете го чичо. Ајде, здраво живо! Ево, како си? Хвала ти, јас сум Драган. Чичко Ристо ќе не спаси денеска. Ќе водиш бе? И не, има многу суви, ја најмокро да го здрав. Ништо пак не знае човек. Да. Непуна сат време не помина и имаме помој. Дај Чичко Ристо. Добар ден, здраво, Едит. Знам дека има тука таква кука, има. Овој да не е поваш. Не знам кој. Ова е шики пластик. Не знам кој е. Абе, уште некој доеса, не знам кој. Кој е Сики? Браво, Живо, како сте, Синише? Браво, Синише. Браво. Значи, Бачко Синише е спремен за Намибија дире со нас, значи, гледай го. Вика има едно комбе, а тука подало има викендица.
имате сонце. Ако планирате да седите доле дела имате сонце. Не, четвртак е било пепел. Ова е новото место. Сега сме сигурно како дојде луѓе да ни помогнат, не ми се верува, човече. Поздрав екипа! Поздрав пачко! Марк, тракторот си отиде, еј! Марк се радува почна на трактори него ли на джипови. Еве го пачкото. Ајде се гледаме друштво, чао, чао. Ова не ми се верува. Така. Затоа ја сакам Македонија. И најдов вода чешма, се пие ондека. Ама ладна, изворска на кугла. Еве сме тука. Викаат дека се пие оваа вода. Инаку ова место се викало Габерско ливање. Ето тој дел сакам да се качам и да летам со дрон. Марке донесе лопата да? Не, зашто беше само такче. Амо е некаде. О, да ги извадам овие гумиве. Ако има некоја змија, нека не доаѓа денеска. Затоа што сум уморен. И нозете ми се испотени, морам да ставам папучи. Знаеш дека видов змијата? Како да не си видел? Кај виде змија ти? Така. Аха. Ако знаеш што работа завршивме. Врне. Еде какво сонце има и врне. Пролет. Што имаме за ручек? Овие ќе бидат како chicken wrap со убаво пилешко. Направив овој сосе со грчки јогурт и лимон и зачини и кромиче. Каква слика е ова, леле колку убаво е. Најубавите бои е кога е полуоблачно и кога имате зелена трева околу вас или природа. Значи такви бои нема во друг случај. Лудило. Не е лесен живот камперски. Многу тежок живот камперски. Многу тежок. А за тебе најтежок. Многу добро. Одиме да најдеме патека како да стигнеме до едни карпи и оттаму да летнеме со дрон. Вајде не тоне комбето. Се расчисти небото, а преска дури ни заврна. Но таму мислам кај што ќе летаме со дронот е убаво, ќе имаме такви облаци. Е таму е некоја приватна нива, а ние одиме натаму. Колку цвеќиња има луѓе. Ова е како Шкотска луѓе. Каква природа луѓе, ова е убавина е. Не знам како се гледа на видеово, но ова е прекрасно. Ево вдека ќе одиме. Таму горе, да. Што виде? Голема печурка. Не знам. Не овој тип што огромна како топка. Не, ама не афегета, да не се ние што експлодираат. Може и ја прва да летнам тука? А како мислиш ти да леташ без џојстик? И пијам џојстик натре таму. Овие колку се убави, малечки. Сега прочитавме дека ова е најверојатно еден тип на печурка што може да расте, да биде толку голем како една фудбал топка, ама може да се измешаме за некој друг тип на печурка што не се јаде. Отровни печурка, така? Да, отровни. Но отровна печурка. Отровна печурка. Но, ако исечеме и внатре цело бело, 100% отровно. тогаш 100% не е отров. Ајде да видиме. Одоздола вакачик. Можеш? А, Марк? Држам. Ако е цело бело, тогаш тоа е puffball се ете, тоа е тоа. Се јаде. Ке Да. мезиме. Ама нема да јадеме. И сепак, ама гледајте колку е интересно. А мама, М? тоа што ќе го оставиме така? Има вода. Мгм. него. Да. Каде е дронот?
Еве го, Марк Голета. Не, скокам. Мама, ти си. Ајде пак си, Марк. Бачко, леле, браво, бе. Happy dance, happy dance, happy dance. Синц Крушево не играм. Уно. Пак? Да. Како може? Како може? Не знам. Туча. Дој да пиеме кафе, ајде после ќе прави се. Чај, поставам до некој Близанци. близнаци. Близанци. Опа, маса не е крива. Добро утро, имаме денеска сончево со неколку облаци и време. О, гледате го соколот како лови ондека. Марк, оди, оди, гледа, гледа. Го гледаш горе? Да. Кружи. Се спушта. Имаме тија рекс овдека. Ајде на рака. Не може, многу е балан. Види, ќе пробам, ама многу е unstable. Ајде. Само држам. Умре, а? Да. Ајде ти си. Ајде. Па скроз не можеш да идеш доле до дом. My personal trainer. Ајде. Звер. О, Свеки да. Мајката. срценце мој. Thank you. I love you the most. И јас собрав малце. И ти? And I love you the most. The two of you. А ти Тапшанов жуниор што преш? Кажи да си играм јас. Се качивме. Нема да загледиме пак. Прозорите се затворени. Отвори тука ја замуват и скочи. Што ми вика? Селско девојче како и да ни излива да. Е, вака мора се направи зашто гледате што е кал.
Треба нешто со надвор да ги носиме овие. Ајде стај таму. А не паднат. Да се исушат. Па ако паднат нема да ги слушнем. А не се ефтини. Не баш, а? Нема да падне, зашто би паднал? Абе, зависи какви роудс, какви патека возиме. Така ќе Затоа што провериме. ти идеме во Бавча. Да бе, јас сум ти крив сега. Да, Кој кажа тука да одиме? јас. Не, нешто треба едно доле само и готови. Се држат една со друга. Готово? Па вајда, ќе додржат. Одиме! Сега сме у едно мало село, мислам, и станеме за бензинска за да земеме вода и работи. Дали е Марк јаден? Знам што ќе ми купи тато. Ќе ми купи сладолед. Одиме на кај место што се вика Псача. Таму треба да има еден манастир. Тоа е некое село. Не знам што да очекувам, искрено. Случајно го направивме на мапа. Многу тесни патчиња овдека. Одиме нагоре. Ова е патот како Певчани до Горна Белица. О, гледате го место. Не може да се паркираме таму, Зашо? зашто не е рамно убаво. Точно. Стигнавме. Како Ајде да видиме дали е манастирот отворен. Манастирот не е отворен. Стварно? Така да, може да се вртиме еден круг само. Ова е стар манастир. Гледате го стари дабови има тука. Има и место каде да си направите пикник, преубави погледи. Колкото да ја видиме само црквата Свети Никола. Еве црквата, класичен македонски православен стил. Штета што не може да влеземе. Реставрирана е, но плюс има гробишта одоколу. Мислам дека ондека може да влеземе. Чисто, убаво. Сигурно ној столб ондека што е стар. Се гледа дека е многу поразличен од се останато на самата црква. Да, ова е реставрирано по-ново, но еве овој сега знак делува на нешто постаро. Значи нешто е зачувано од времето. Еве овдека се гледа дека имало некој живопис, некои фрески, но се сосема уништени. Како што може да видите, ова е најверојатно ликот на Мајка Богородица. Таму. Да, ама таму. Ама тоа е како кумива. Значи тоа може да е Богородица? И требало да е Свети Никола, бидејќи црквата е Свети Никола. Но ако ореолот е вака, че овдека е ликот, а очеве на оваа страна, значи има по-свртен лик. А тоа не е Свети Никола. Свети Никола е многу поправ, освен ако нема некоја икона што јас не ја знам. Колку преубаво место, луѓе, овај. Видите ги со ружичките колку се убави. Преубаво место. Многу ми е криво што е затворен, но ова е нешто што треба да се посети дефинитивно и дефинитивно ќе се вратиме овдека. Ајде, бачко, води го патот. Видете го овој даб колку е стар. Значи сега ми кажа дечки тука што работеле 13 век е овој манастир. Еден од најстарите манастири што е во овој регион тука. Имало уште некој стар, само како ми го кажа селото го заборив, ќе опишува тука доле. И 2 август е голем ден овдека, се собираат премногу, недела и сабота ви отворен. Значи место го препорачувам 100%. Стварно преубав манастир, внатре имало живопис кој е многу стар. Значи запамтете го место. Ама многу викендици тука има. Многу нови куќи прават. Брат, жив си? Убаво ме. Само бега бара до кај да роби. Од Тошница. Оп, стоп. Пазар во Ранковца, ама тука само една тезга има. Да видиме дали има нешто. Јаготки не земај. Не зјам јаготки, че да видам дали има нешто само. Море, нешто се ми познат. Познат сум, ти знам од каде. Од интернет. Ти ли беше со господјата? Тој сум. Ај, стај некоја праска, патлиџан. Само не многу, да не ми се расипа толкова. Сега одиме накај, Куклица, кратово, камење. натаму ќе ме скинеме на кај Близанци. Како не сум почнал, ама на кај Близанци ќе. Сакам тој пат, имало нов пат некој да го извозам целиот. До некоја брана. А, тоа е на Тошница, кидеш на Не, не, не. Од Тошница сега ќе одам. Некој езеро. После Близанци село
имало некое се возело некоја брана. Еди го патлиџанов. Денеска само патлиџан ќе ядам брат со сирење. 4 лути, 4 благи. Час пушти на YouTube да се видиш. Да. А што ова сар, не што продаде? Што? Патлиџан, ова лубеница раст. Благи колко? 4? 4 лути, 4 благи, да. Ети благите, тети ги 4, 9 и 4. Ајде да го видиме сега тоа езеро. Еве, денеска ќе ядеме патлиџани и пиперки. Само малце праски. О, праски! Да. Вау, во мај! Што мирисаш ти? Што мирисаш ти? Сакам надвор, брат! Ајде. Денеска јадеме патлиџани и пиперки. Леле, обожавам патлиџани. Да, тоа јадеме И денеска. јајца можете. Ете тоа, и стекче од вчера. Ајде. Одиме нека езерото. И гледате го овој објект. И куршуми има во него, значи пукано е во него. Ова чудно место, некако напуштено. Или ќе видиш ептен стари куки, или па некоја нова, црква некоја. Ова е стварно тесен пат тука. Баш да видам што е ова езеро, зашто има браничка тука, зашто е, кај оди таа вода. Видите го овој дел тука. Ама се зезнав овдека, само да има кај да свртам. Еде го езерото, и па дури убаво е. О мај гад, ова стварно убаво е. Па да ти кажам како Норвешка. Да. Со карпите, да. Опа. Здраво! Ние дојде сме да гледаме само езеро, не сме по рибата. Се бања некој тука? Се бањат која сега не, а лето што се бајаш. Што едеме денес? Најубава летна манџа, македонски начин. Ох, леле, обожавам думат. Тука во Македонија. Стварно мириса, може да замислите. Леле, крчкање. Леле, томато, значи, не знам, благо како да е праска, колку е убава. Јас се пола изедов. Она пола изеде. Ким, најдобри сосови. Тешкиот живот на Марк со принцес Крофни. На баба. На баба му принцес Крофните тука, леле. Нема да спиеме тука, сега ќе се спакуваме, ќе одиме према Близанци, ќе најдеме таму нешто, некое место. Ќе дека многу дува и сега едни луѓе дојдоа што се тука локалци и кажа дека навечер е кочан ладно овдека вика. Ооо! Неќе да биде баш добра ако заврне тука. Како сте позади? Нова година. Мали брат малце уплаши, ама окей сега. Уште малце. Добри се. Чекај да провериме сега рампите дали се позади. Да видиме. Коска. Ајде на кај. Близанци. Овци. И двајцата со Марк лоши близури сме се од ветерот. Стигнавме во Кратово. Сега треба да најме патот за Близанци. Тој бил нов. Ме информира дека сега брзо бил пуштен нов пат имало. За Близанци? Да таму. Да одам, да се возам.
Тере таму ли, вајде, ај ќе дојде, јас сам таму, ајде. Хајде, бац. Ај, брат, па ќе се видимо на овај легенда. Види, поздрави, брат. Ајде, брат. Поздрав. Тере, брат, уливај, паркирај ќе дојде. Ајде. Ајде, брат. Злато немој да траеш. Има ли? Тере, брат. Ти си направиш. Ја ќе ти кажу дека има. Ајде. Ќе дојде, ќе те посету горе, ајде. На кај ќе оди овој? Добро, дека екипата помага тука. А он нека дојде на вака? Ој, моги ти мрди умал. Так. Ајде, легенди, се гледаме. Чао. Чао. Што каже? Ја не разбирам. Те гледам после дој таму или вајде ке дојам ја вика. А вика само тука ти е тешко после си добар вика. Ние кажевме да земеме помал комбе заради италијански тие грачиња, нели? Ама испадна и тука во Македонија ни треба помал комбе, затоа што во грачиња не можеме да поминеме ако бевме 8 метри, good luck. Нели? Нема шанс. Нема шанси. Вау, гледајте ова. Не е лошо. Ама не е добро. Има еден дел со вода малце, тој ми е страшен. Значи идеме по асфалт. Ние го истражуваме овој дел и ви ги кажуваме сите проблеми што може да ги имате на овие патишта. Сега, после Близанци, значи овој пат оди скоро, не скоро, него до Браната Кнежево и може да поврзе со Злетово. Но, фората што е, сега ни објаснија. Вика, не оди надоле, иако има асфалт, кривините се многу оштри, дупки е многу стрмно. Вика, јас со кола, братот беше со тико. Вика, на 2 пати ја вртам. Така да ти со комео, вика, не знам што ти кажам, а кој ти кажал дека можеш? Ние унгарците само сонуваме за вакви планини. Ние имаме, рид имаме ние, највисоката планина во Унгарија 1000 метри. Пониско од водно. Пониско од водно, точно. Кога вака истражуваш места што никој не бил до сега, за кампинг е многу тешко и стално дојдеш касно. Бидејќи цело време бараме место, дека го најдеш правото поминува многу време. А еве ни го местото, кога сме паркирани. Не е нешто најсјајно, само ради една работа. Што има пат ископан. Но ако не го гледаме тоа, што не е ипак нешто страшно, погледнете ги овие пейсажи. Не дека Симпсоновија небово луѓе. А овдека, гледате што има.
Чувај малце вода и за мене, еј. Еве кога се бањаме, мораме да извадиме и ова и вецето. Врела вода. Имаме 5 литра бойлер, да знаете, само тука, земене тој од зампета таму, баш камперски. 5 литра е доволно, зашто нели пазиш? Постои шампон што е направено од маслиново масло. И буквално можеш да миеш заби со нејзе. И да, тие се. И да готвиш во исто време. Да. Ми ја потроши и цела вода, еве него копчето, тука се уклучува бойлерот. 5 литра сепак не е многу. А бойлерот ни е еве тука, да ви покажам. Плюс нашиот бойлер е поврзан со вебасто. Кога грееме, не сега, една цевка дува цело време у него и од сабале го ставиме имаме топ врела вода. Го напуштаме ова место на Осоговските планини. Денеска одиме на кај Радовиш, на кај село што се вика Смиланци. Ако не е нешто убаво за проноќување, ќе се пуштиме на кај Кожув. Ова му баа црква, човече. Тешко тука, Джани. Да, многу тешко, човече. Да, не. Со комбе. Со комби, со кола не можеш да се разменеш, не со комбе. Ало, Ајде ме заглавите, бе! Ајде, ќе поминеш! можеш ти, ајде. Еј, Тавшанов. Еј, Тавшанов, кај се путаш? Гледајте, пошајте кару. Ова е хардкор машина. Тука во Кратово ти треба силни нозе, затоа што, како што гледам, многу имате горе-доле, планина, Карпи, и многу убаво градче. О, и многу е потопло тука од планината, како што беше. Ојме. Пеколо е надвор, 31 степен, се надевам дека ви се допадна овие снимки од оризовите полиња, бидејќи беше многу жешко дека го снимавме тоа, а и штрковите исто така. Сега по пат видовме огромен поскок, ама вистински поскок, го проверивме скроз и патот не е убав, но е мешан асфалт со макадам и затоа решивме дека идеме повторно горе на Плачковица, каде што сме биле, еве сме таму. Овие кривини ги заборавив какви беа до горе да се качиме. Буквално стомакот пепел. Уште две змии видовме смачкани. Одма падна температурата 5 степени. Доле во Радовиш беше 31, сега сме 25. Дойдовме до викендашкиот дел. Еве околу на сите страни направено. Стигнавме горе. Чичко, Љупчо, уште не е доен. Значи 21 степени тука са моментално. Планинскиот воздух. Е, тука имаме да сликаме сега еден тон работи со големата леќа. Еве го домот Џумаја. Ова треба само да се откачи и ние се паркираме таму. Тоа е нашето место. Некој планинар тука правел, вие ги редал вака во круг околу ова така брденце. Знаеш, точно се испаркиравме ние. И таму има уште внатре. И околу нив има бакарна жица, не знам дали гледате. Опе, ете и тука и во овој круг.
И таму. И таму. Зашто е? Па за некаква енергија го мислел. Сега не знам, он може знае поише. Одиме да играме за лопаската. Да играме, ама ги скршиле кошевите. Не потепаа комарци. Тука на ракава пепел. Ке палиме такво, а? Имам, имам, ете. Чекай, ова е тоа. Ајде, мачкајте се. Брзо. Дај. Има на марка, затоа што многу го сакат. И овие... Ова ни од Индонезија, да знаете, само не прашувате што е и од каде е. Те повели. Природно е. Шо бараш? Поскок. Поскок. Уи, пепел комарци, пепел. Дај другата? Брачето ме вакво, таму каде што е кратка посата каса. Не ја најде уште? Поскок треба да е вајпер. Випера. Не, го моето омилено. Да. Otter. Otter. Па сите тука ми субај. Beaver. А? Grass snake, river snakes, не ета. Give up. Имаме паста, протеинска паста, нормално. И имаме месо од вчера. Тој понака ќе паднеш. Сега со Чичко Љупчо одиме да најдеме печурки, затоа што преескон тука у нашиот двор што се вика најде вргањ. Значи сигурно има повеќе. Врнело град, така разбрав? Да. И кога врне град, он ми го кажува, има аз од градот После две. и после две недели и Бегуваат печурки. да искачат печурки, така да сега одиме да ги побараме. А? Па, ова стрмно. Ајде тата, полека, ајде. Овие пати ги пашка. Да. Ајде, ајде братко. Ајде. Ајде сега полека. Со твоите лизгави патики. Опа, видиш Чичко Љупчо цело време у рикверц иде. А се изжурка фреска кога се симнував од друго место. Со да коприва, сами е диско ногата. Ајде, нинџа. Ето, натаму одиме се. Опа! Ти падна ножот. Дојдовме до рамно нешто. Тука сега може да се најде нешто. Виж, си прави тука логорски. Тука и градено нешто има. Не ризикувај да бъде там. Што е ова тука? Што било? Тука беа кампови. Овде биле кампови, да знаете порано. Нема ниту една печурка, ниту една. Што викаш, ни отровна, ни за јадење. А листовите што ги гледате вака, исушени се од слана. На 1 на 4 мај тука било коча лаго паднало тоа. Мразово имам и слана и потепало. Гледате како е се исушено и кафено. Се околу нас е така. А ова доле се стари листови. И ако ви текнува, ова го збореа дека било проблемот на галичица за пожарите. Што има многу вака суво, кога ќе фати пожар, ова гори, се носи. Еви и чешма има тука, од времето оставена. Ај. Баш главата си ја направив со ружа. Дива. Ова тука било пат. Со возило се спуштане. Леле, ѓубре!
Марк, има печурка. Всичко љупче што најде преска. Покажи ми ја. Джабе не си? Не е удобно. Вргањ. Време е за одмор сега. Тргаме на Кевгелија. Дојде невреме и се спуштаме од Џумаја, но вчера беше супер времето и Сабајлево беше топ. И сега да најдеме само чешма, треба да наполниме вода. Ни рекоа дека по пат имало некоја свежа изворска вода планинска. Најдовме една, не работеше. По патов од десна страна треба да има уште една. Да наполниме вода, бидејќи веќе сме при крај. Позади у гепек имам уште 4. Што 4? 4 вода. Просто. Ева чешмата, оваа е, мислам дека, да. И тече. Топ. И ова треба да се полни. Камен е водава. Значи пепел и пепел, хочан ладна е водава, значи не можам да ви опишам колку е ладна. Тоа е добро, така треба да биде. Инаку, ова слонче ми е најголем сувенир од сега дека што сме биле. Ева е 2022, Чешка, Австрија и Полска. Ратков. Чудно работа како си прави сувенири. Ајде што да го ставиме да наодиме. Се спуштаме полека према Радовиш од Плачковица, престана да врне, од дува ветар, 19 степени е моментално. Мислам дека ќе биде топло. Ето го Радовиш. Како одиме на кај Струмица, така и небото се отвара. Ова село се вика Велјуша, а манастирот што да го посетиме сега е Пресвета Богородица Елеуса. Пеач, Марк пее од Преска. Ова е се куќи, ама има некои што се понови куќи, значи не е некое село кое е старо и никој не живе, него баш е така по модерно, кажам. What the hell? Тоа ви кажав, сонце пукна и онака саднаш како е спарно, онака те прави главата те боли, влажно, нема воздух никако. А еве туку уште една црква, евангелско-методистичка црква. Да, препоставам зашто ова дефинитивно не е православна. Мириса на нешто или благо или скаричка. Како, не знам, како колајче некој убав. Да, колаче. Ој прави колајче. Марк е како крава. Што имаш ти те? Каму? Манастиров е тука на Карпа изграден целиот, гледаш ова? Црещите више пуштиле. Оскали бе? Ајде бачко. Да, еве го. Еј, само да не е затворено. Топ. Леле, луѓе, гледајте го ова е. Гледајте го овој двор. Овие конаци. Видете го овој влез колку убав луѓе. Преубаво. Многу убаво. Значи ова е се што гледате обновено во 19 во 95 година исто така. Тогаш бил и уништен во време османлиско и во првите балкански војни. Овој мермер е од 11 век. Тие се од 11 век. Исус и овие фрески се од 11 век. Другите се од поново време. Таму имаме Богородица како седи на престолот со малиот Исус. Ова е за поглаварот. Ова е понова верзија, стариот бил уништен. Другото се е оставено вака за да се доживее буквално како што било пред стотици години. Оваа фреска на малиот Исус има само на 3 места во Македонија. Пантелеймон и Марков манастир близу Скопје. 1080 година. Преубав манастир. Сега имам точно време да отидеме до манастирот Водоча, кој е поголем и постар од овој. И за таму добивме благослов за снимање и фотографирање.
Така да ова е голем ден, од неочекувано до нешто спектакуларно. Да ги документираме овие места е навистина благослов. Што имаш бе? Цреши. Од каде? Струмички цреши добија? Најубави. Да. Вела дека се најубави. Ајде. Црешички. Стигаме манастирот Водача. Дека? Знаете, само дека ова е паркинг, кај има бел песок доле на земја. Вака, одма. Леле, и овој двор, луѓе, гледате колку е магичен. Некои темелите овдека датираат од 5-тиот, 4-тиот век. Ова е нешто премногу старо. Се уште се ископува, се уште се работи овдека. Луѓето, погледнете луѓе. Буквално шетање низ историјата на Македонија. Еве рано христијанска базилика. Се уште се ископува овдека, се уште се работи. Молам. Тој е го снимаме пајкот со копро. Не сакам, фала ти многу, синко. Значи, пак ни заврна, леле, време од денеска лудница и лудило. Ајде, сега е стварно идеме на кај Евгелија. Каква црква беше ова, човече? Ова е лудило, значи Ова и другата беше. И другата помала, поинтимна онака Да. и позачувана. Така поприватна, тамо би правил нешто онака, многу... Ама ова е како храм. Ова е катедрална црква, затоа е ваква. Башка 3 цркви споени у едно, лудило со векови. Од свекиња не сум видела вако. Не, ова беше лудило. Возиме низ Струмица, многу жив град. Знам дека тука има топ јадење. Кебапчиња лудило. Види кај сме? Во зграда. Во евгелијска зграда. Се сместивме. Значи, Другарите што ги видите сега ни најдоа станче и сега ќе идеме на Кембега шопинг центар, ќе има музика, дупци. Арбе, тип. Ака цивилизирани се, видиш ја мама. Стави маца. Сами многу е мала. Најубавата жена у светот. Кој женски ќе ги бркаш ти, леле, како ќе ги керуваш. Ајде сега, искачеме во Евгелија. Ќе идеме со такси. Знаеш што, овој лист у Евгелија ми е одделениот. Нема вакви лифтови, нема никаде на друго место. Зашто многу е брза дојагање до. Еве ги таксистите. Еве ги другари, ги гледате овие. Едрилица шема. Видиш ме дотера Ниновски. Ова му е градско искачање, кој иде у град вака се дотерува. Еве не и другата. Може слика, бе, како не може слика? Ајде брзо, ајде, на брзинка, ајде. Ајде слика. Може има. Еве го на YouTube ке го има сега, ајде. Не оти. Еве сме у такси сега во Евгелија со Бачко. Ајде возиме до молот, ајде. Ајде. Да ви кажам само, Бела интересира дали ќе има на телевизија. Да, ќе има на телевизија. И плюс ќе идеме на Дрилица пак. Да? Ете, плюс пак има Дрилица епизода. Ајде. Опа.
Еве бе журка, рекам дека има журка у Гевгелија. Еве ја. Јас сакам пиво. Јас сакам Хайникен. Ја джин ке пијам. Добро, едно скопско. Како може? Не, но тоа Имам ја. Затоа овој чичко гази. Затоа вака се работи. Аре, не, работите? Да. Ево, овие дечиња не гледале секој ден и го гледале Марк нон-стоп. Затоа, сега решиме дека ќе се снимиме, да се гледат и они на YouTube, што многу сакале да се видат. Ќе мапнеме? Ајде. Како се викаш, кажи им сите? Срцки. Да ги поздравите многу коментари сите. Чекај малце. Заглави мене, може да се доиме дома. Имаш нешто, бе. Абе, нека им нешто, бе. Ова као Луна парк. Ајде. Еве го Дејан со комшиите наши. О, не бе, тие се. Луна парк, како да така? А ти како слушна? Имаш тоа прозор? Да. Ајде, добра ноќ. Добро утро, Евгелија, од Евгелија. Сега сме у ресторан да јадеме. Ја ќе јадам јајца, Бела ќе јада чорба и сестра ми ја ќе јадам тедачка чорба. Ке се ја делиме со сестра. Точно. Океј. Ништо не рани Б. Сега се враќаме од ресторанот и одиме кај парк, нешто, стварно, не знам, нешто парк. Не знам, нешто е со парк. Не може да ги откачиме овие. Еј, значи глеј, у комбе ни се бутна. Ајде у комбе ме го тоа сега. Завршиме што имаме работа во Мека шопинг парк. Сега одиме најверојатно на кај Кожув, не најверојатно 100%. Избегаме од ова Жешково. Полека сега чуваме на Кожув. Еве го тој неславен пат. Гледате, цело е со карпи од страните, не е многу одржуван. Одиме нагоре по стариот пат. Види го. Валја е тоа кај што треба да одиме. Еве до каде стигнавме. Сега само да најдеме некое место за кај да се испаркираме. Дека горе може, мислам дека таму доле е подобро. Овде вака. Таму некаде. Полесен е патот. А и убав поглед има. Таму е убав поглед, видите. Еве ни го местото. Топ локација, рамно. И еве ни ги погледите. Чи тоа го имаме денеска, цела Гевгелијска долина таму ја гледаме, нек може и дел од Грчка. И сега одиме таму да планинариме. Тука нема патека, така да ќе мораме сами да направиме ова. Дубаго ќе искочиме отворено, колку е ладно луѓе, 14 степена веќе падна. Ајде, дечки.
Каква убавина, чистота, природа. Преубави погледи на сите страни. Буквално имаме 360. Таму е некаде тој ски центар. Еве го овој горниот дел. Ние ќе одиме натаму. Каква е убавина, луѓе, ви го препорачувам на сите ова место да го видите. Видете. Ете ни го на нас комбето таму. Тоа се таму бачила, мислам дека. А гледа таму има како природно вирче, некој езерце. Значи таму сигурно пијат вода, крави, кози или овци, што и да има тука, не знам, не видов ништо до сега. Но цела оваа планина е како со кршлив камен, нешто е како плочки што се двои на делови. Леко го и ова како некаде на Гонјага, во што кажа, некаде во Шведска да сме сега моментално. Види. Ајде. Гледа колку мравки има тука. Што е ова? Да видам што ќе имаме. Dino. Oh, Dino. It's Dino easy. 5. 5? Ајде, Yes. 5. One. Вртиме времето. Ајде. 1, 2. 3. 4. Тоа мајсторе. Најдобри се. 5. Тоа мајстори. Скочиме да гледаме заедно сонце. Кочан е добро. Кочан. Не знам колку степена. Ајде бе екипа побрзо. Треба да идеме таму горе. А ова ни е погледот од комбе што го имаме. Преубаво. Е таму ќе биде изгре сонцето. Ајде побрзо, нинџи. Кочане. Како не им е ладно, не знам ви. Има портокалово. Не. Побрзо точно е сега. Леле, за малце не го фатија. Дечки, се гледаме утре. Дечки, ви благодариме што го гледавте ова видео, малку подолго, но мислиме дека запознавте голем дел од Македонија. Се гледаме во наредно. Видео! От. Едрилица идеме сега. Да. Yeah. Се гледаме наредно видео. Пис! Пис!